На Скопската обиколница во насока кон Тетово, веднаш по исклучувањето за селото Орман, од десната страна на патот ве пресретнуваат складишта. Ништо чудно за овој потек на Скопје, но еден објект е поинаков од другите. Оваа нова градба која наликува на хангар, расте без одобрение и тоа на државна земја. До неа, како дел од целина, има барака и ограда. Додека снимавме заварувачи, активно работеа на главната конструкција. На тесното патче што води кон дивоградбата затекнавме црн Мерцедес. Штом почнавме да снимаме со дрон, случајно или не, автомобилот замина. 100 метри подолу од објектот, овој човек прво не замоли да препаркираме, а потоа се врати и не фотографираше. Може би случајно, но пред нашето возило застана друго со вклучени трепкачи, но попатно се изгуби од нашиот видик. Според податоците од катастарот, станува збор за парцелите со број 476 и 477 во катастарската општина Орман, Вонград. Двете парцели, 476 и 477, се на име на државата и како што може да се види се протегаат преку реката Лепенец. Веднаш под нив е приватен имот на известно семејство Фетај од Тетово. Кој е мистериозниот инвеститор кој во овој предел гради на диво, не може да се дознае. Ова е една од вкупно 30 дивоградби во матичната општина Ѓорче Петров, но таа е најгабаритна. Општина Ѓорче Петров на 29 ноември минатата година објавила јавен оглас на кој барала механизација за уривање дивоградби. Тендерот е завршен на 25 декември. Избрана е фирма, но на 3 јануари во општината влегува Државниот инспекторат за градежништво за да направи вонреден инспекцијски надзор. Извршен е увид и препис на 5 предмети за дивоградби. 2 предмета се однесуваат на наведената парцела од ваша страна. Конкретно, КП476 и КП477, катастарска општина Орман, Вонград, за кој овластен градежен инспектор утврдил дека станува збор за дивоградби и за истите донесено е соодветно решение за отстранување. Инспекцијската постапка е во тек. Од општината се воздржани во одговорите на прашањето дали со вонредниот инспекцијски надзор сушност се прави обид за саботажа на процедурата за рушење на дивоградбите. Овластен градежен инспектор постапува во рамките на законските можности, согласно Законот за градење и Законот за инспекцијски работи. Имајќи предвид дека станува збор за предмети за кои инспекцијската постапка е во тек, по истекот на предвидените рокови и завршувањето на постапките, доколку инвеститорите не постапат сами по донесените решенија. Во првиот момент кога ќе се створат услови за тоа, ќе спроведе присилно административно извршување по истите. При тоа, општината не знае кој е инвеститорот, оти се гради на државна земја и на диво. Ја прашавме по високата инстанца, Државниот инспекторат за градежништво, зошто направиле вонреден надзор на 5 предмети во општина Ѓорче Петров, кога ќе се изјаснат за нив и дали со надзорите на веќе завршен тендер за ангажирање механизација за уривање, инспекторатот всушност саботира акции на општинарите. Од институцијата со која раководи Фатмир Арифи кадар на ДУИ, нема одговор. Не е прв пат Државниот инспекторат за градежништво да влезе во општина непосредно пред уривање. Минатата година, во очи на акција за рушење на 2 дивоградби на Пластичарска, инспекторатот на Арифи направи вонреден надзор во општина Центар токму за тие предмети. На самиот ден кога требаше да се изврши самата акција и рушење, акцијата беше пробиена. Тогаш Државниот инспекторат со записници констатираше дека општинските служби во Центар неправилно ја водели инспекцијската постапка, па им наложи да ја повторат. Следуваше и обид за управен спор, но судот ја отфрли тужбата на Центар со образложение дека записници не се управни акти. Во меѓувреме, Центар се уште чека инспекторатот да се произнесе по нивните приговори на записниците. Паралелно за Пластичарска, обвинителството констатираше дека во случајот е сторено кривично дело бесправно градење, а пред 2 месеца ни кажаа и дека имаат сознанија за можни сторители. Прашавме повторно во ОЈО Скопје, дали има напредок во истрагата. Во предметот се преземаат действија за идентификација и обезбедување на потенцијалните осомничени лица. За директорот на Државниот инспекторат за градежништво Фатмир Арифи пак, Државната комисија за спречување на корупцијата побара од владата да го разреши и од обвинителството кривично да го гони,
Отиво анкетниот лист не пријавил 2 стана и возило. И овој случај досега нема епилог. Дали случајот со Ѓорче Петров е обид за саботажа и дали обвинителството ќе ги прошири проверките и кон Државниот инспекторат за градежништво, ќе продолжиме да следиме и известуваме.